пријатели, ве молам, поздравете го Стефче Јакимовски, носителот на листата на коалицијата во изборната единица 3. Благодарам. Најпрвен честитки до Љупче. Видели Паланка што ние нудиме на граѓаните на Крива Паланка да гласаат каков млад и перспективен човек. И вечерва да беше Дзинго овде ќе прашаше како што ги прашуваше некни тие 250 приведени, остана ли некој дома? Остана ли некој дома денеска во Крива Паланка или сите овде дојдовте да дадете поддршка на Социјалдемократскиот сојуз? Ви благодариме многу. Почитувани пријатели, пред месец и половина пропагандната машинерија на ВМРО ДПМН со камера на рамо отишле горе кај мене во селово Подржиконј и тоа каде кај својот председател на местниот комитет. Пивнале, къснале, после 40 на минути му велат на домакинот: ние овде сме дојдени по една задача. Која ви е деца задачата? Па да најдеш два-тројца од селово кои што ќе кажат нешто лошо за Стефче Јакимовски, а ние да ги снимаме. А тој им вика: нема шанс. Нити јас, нити било кој нешто ќе ви каже лошо за Стефче Јакимовски. Ама како така? Нема теоретска шанса. Добро, вика, ако не, барем однесине кај што му имањето тамо да фатиме некои кадри да сликаме. Што ќе ве носам тамо, да видите селска куќа? Шарпланинесот ли ќе му го снимате? Не доаѓа у обзир. Ако сакате да пивнете и да къснете у реду, ако не, довидување. Груевски, у подлецу ниједен. Што ти мислиш? Тамо каде што е роден Стефче Јакимовски на 1200 метра надморска висина, дека луѓето кога ќе видат камера ќе паднат у несвес? Дека ќе трескаат глупости како ти што мислиш? Дека ќе си ги пукаат комшиите? Напротив, тамо живеат луѓе со чест и достоинство, каде што се цени честноста, каде што се цени сосед и каде што се цени оној што бил на функции, како си ги почитува своите комшии и пријатели. И совет за нареден пат да им дадам: кога друг пат ќе отидете у Подржиконј и ќе сакате да снимите нешто лошо за Стефче Јакимовски, прво што вика Шојич, ќе ставите малку еврики у вашите джепчиња од тие крадените и патчето докај што го остави Стефче Јакимовски преку Соколовци до Мишинци да го направите и лево да свртите преку Шиндарци до Милковци. Ете така може да кажат барем нешто добро за вас. Почитувани пријатели, каде и да одиме во оваа изборна кампања, најголем дел или 95% се све ВМРО-вски општини. И кај сите ќе видите еден исти декор. Знамења стаиле на бандерите и најнова мода им е китки на овие на светилките на канделабрите. Така и вашиот градоначелник овде. Овој вашиот милионер кој пријави 5.350.000 евра, па јас сум за него социјален случај. Па цела Паланка да ја превртиме наопак, увака нема шанси 5 милиона евра да извадиме. Ете, тоа се тие луѓе од ВМРО ДПМН кои денеска се внездија во локалните или државните функции, каде што го лажат народот. И секаде каде што ќе одиш, освен знамење китки на бандери, не можеш да видиш ништо друго. Сегде прашина, не можат да ги очистат ни улиците што им ги направија градоначалниците од Социјалдемократскиот сојуз, нити травата да окосат, нити септичките јами да ги санираат, да направат канализации. За ништо, Бога ми, не ги бива. Пред оние луѓе што со сила си ги носат по 2-300 на митинзите и уште што е најстрашно, викат, се дерат колку што може, жилите им искочиле, ме прашуваат да каже Стефче Јакимовски која фабрика е отворил. Еве вака ме прашува, можете да замислите, Владко Ѓорчев, тој ме прашува мене. Сакам да му кажам дека тој беше многу мал кога јас бев министер, се мачеше на правниот факултет да положи некој колоквиумче тамо
И затоа не ги разбира работите, а го лажат да прашува тоа што не треба да прашува. Јас бев министер само 14 месеца. За тие 14 месеца ја отворивме, рестартиравме САСА, каде што тие и направија 20 милиона долари загуби. Јас и премиерот Костов сечевме лента во Тондак во Виница. Го отворивме рудникот Злетово. Ги донесовме французите во Руен. Го донесовме Митал, втор по големина светски производител на челик во Балкан стил во Скопје. Грците ги донесовме во Искра Куманова, тие го правеа факелот на Олимпијадата и да не редам понатаму. А јас сега имам да ги прашам нешто нив, многу потешко. Можат ли тие заедно со неговото премиерче да кажат која фабрика тие отворија за овие 5 години? Јас за 14 месеца, тие за 5 години. Што тие направија? Еве најново и Тетекс им пропаѓа. Пред тоа им пропадна Металец од Прилеп. Можат ли да кажат една фабрика што тие решија? За Охи Скопје, веровали или не, 6 пати ја продаваа. И знаете што предлагаат? Прават урбанистички план за гробишта. Охис да биде гробишта. Ете, тоа се нивните економски концепти кои што ми ги нудат на граѓаните на Република Македонија. Почитувани пријатели, прашањето до Груевски се секако потешки, а за Владко Ѓорчев морам многу полесно нешто, бидејќи детето после долго и тешко студирање, повеќе од едно децениско, скоро заврши факултет и не можам да му поставам прашања за фабрики, не можам ниту за трафики. Еве да му поставам едно прашање. Може ли да ни каже кој е кокошарникот што тој го направи? Каде и на кое место тој се наоѓа? Што тој има за себе? Што тој има да понуди на македонската јавност? Тој му најде работа партијата врз база на тоа што штрајкуваше против албанците и против школувањето на албанците. Тие истите што велят денеска дека знаењето е сила, знаењето е моќ. Тој истиот му заврши факултет партијата и до денеска партијата го рани. Ако не е на пратеничката листа, што ли кутриот ке јаде? Пак тој за себе леп не може да обезбеди, а камо вас да ви понуди перспектива или да ви понуди подобро утре. Почитувани пријатели, во ова тешко време, каде и да одиме, во која ли општина да одиме, ќе видите дека има некој баџа, некој голем фраер, како што е, например, Каширски во, не знам, Пекчево, Берово, вие овде си го имате Огутски, све некои мангупи кои што го тероризираат народот. Секој дуќанче, секој продавач, секој домакин човек, секој кафич, секој диско клуб, ако може да го затворат и само тие да виреат. Но ќе видиме после 5 јуни кој ќе вирее. Каде сите тие ќе одат? Сите тие ќе одат во шутка и ќе пеат цела шутка во Маровски затвор. Тоа е нашата разлика. На една страна сме ние, на криминалците се на друга страна, а нема да бидеме заедно со криминалците и ќе ги очистиме од нашите редови. Драги паланчани, јасно ни е на сите дека овој транзиционен период донесе многу тешкоти и на многу граѓани. Се надевавме дека токму преродбеникот Никола Груевски, кој вети повеќе инвестиции од СДСМ, кој вети многу работни места, вети поголеми плати, вети подобар стандард, вети мед и млеко, мислевме ќе ви го реши проблемот. Очигледно дека тоа не се случи. Очигледно има дека граѓани кои во овој временски период не успеа да обезбедат работно место за себе и за своето семејство и да обезбедат пристојна живеачка. За сите тие, Социјалдемократскиот сојуз ќе обезбеди паричен надомосток за сите стечајни работници кои имаат над 15 години стаж, а работеле во поранешните предпријатија за општествена собственост. Сите социјални случаи, приматели на постојана парична помош, нега од друго лице, нивните парични надоместоци и социјална помош ќе биде зголемена за 40%. На сите оние граѓани постари 65 години, кои работеле 15 и повеќе години, меѓутоа кои фирмите не им е платиле стажот и не може да остварат пензија, Социјалдемократскиот сојуз ќе ги плати придонесите и ќе им обезбеди државна социјална пензија. Исто така, на сите пензионери над 65 години ќе има бесплатна здравствена заштита, како и на пензионерите кои што живеат во руралните делови, како што се овде селата во Крива Паланка, 2 пати месечно ќе има државна достава на лекови. Тие луѓе треба да бидеме горди што живеат тамо и што ни ја чуваат таа територија. Драги мои паланчани,
Нам ми се ближи 5 јуни. Јуни е месец на победи. Јуни е голем месец. На 14 јуни 43 година, третата македонска бригада и осаговските батальони на Чупино брдо голе ја растурија 52-та бугарска дивизија. На 5 јуни третата армија на Социјалдемократскиот сојуз ќе го порези внатрешно македонската разграбувачка организација и после 5 јуни ќе дојдат посрекни денови за сите нас. Ќе живееме срекно, нема да има тортури, нема да има притисоци и секој граѓанин ќе може да се чувствува достоинствено. Да сте живи и здрави, гласајте за Социјалдемократскиот сојуз за бројот 10. Благодарам. Во света само зрачи нова енергија, со знаење и посветеност одиме на победа.